Здраво, деца! Браво, другарчиња! Добре дојдовте во Куманово. Ви пожелуваме убав престој во нашиот град. Ете, веќе чувте, се наоѓаме во Куманово, во градот Подкозјак, а домаќини ни се нашите најмали пријатели од овој град, ученици од основните училишта во Куманово. А сега повелете со нас. Ве покануваме на една прошетка. Ќе посетиме две места познати од народно-ослободителната борба. Тоа се Менкова колиба и студена вода, каде што во 1941 година борците од Куманово го започна вооруженото востание. Јас лично ми се кажа треба да отидам во Менкова колиба. Али тој ден, управо таа вечер, беше многу време лошо. Значи, дождот падаше као да се пуваше од кабел. Јас појдов по оваа иста улица, сега што се вика 11 октомври, нагоре, а тога се викаше Велешки сокак, по него, на половин пат ме сретна еден другар, кој го јас познавав извидење. Али тој знал за мене и ми рече, чекај Косто, да те прашам нешто. Дека си пошол, викам до брата ми горе, нешто имам работа. Што ми лажеш, викај до брата ти, јас знам кај одиш. Тоа беше Томко Димков. И он рече, ај ќе појдеме со мене дома, да земам ја нешто и ја едам таму. Кога дојдовме на патот, близо до колиба, свртивме по патот, али никој не се јави, а ноќ е темна, не се видише уопште колиба. Кои сте вие? Се кажавме, кои сме, влезуваме во колиба затечесме још едно 5-6 души. И чекавме тука, после едно известно време, дојде и командирот на одред Боро Менков, со још 3-4 донесува оружје. У тој момент, причекајќи другарот комесара Перо Чичо, во колиба се наоѓа со 17 души. Да ги именуваме Дејан Алексиќ, Боро Менков, Перо Чичо, Киро Бурнас, Моморозница, Томко Димков, Наце Буѓонин, Бојан Сикиравски, Бојан Милков, Јевица Кипрем, Магдалена Антева, Коста Јовчевски, Благој Костов Петковски, Перо Менков, Славко Ѓорѓиевски, Самарџије, Али Риза Јусупи, Бајрам Шабани, Живко Петак, курир на командантот на Дејан Алексиќ и Санде Бузо. Со доаѓање на другарот Перо Чичо, само влизање во колиба, а тој е бил во Скопје с окружни комитет там да се договори нешто и со самото доаѓање рече ние сме преданени другари, али смело напред мораме да идеме. Јас тогаш бев многу млад.
на свои 16 години, али бев член на СКОј, на Сојузот на комунистите на младина на Југославија. И како организиран скоевац, руководител ми беше Боро Соколов и сите врски одржавao со njega у однос на излегување на партизанските одреди. Уште пред 5 дена, 6, не може точно да се сетам сега, другарот Боро Соколов ми кажа да од Куманово се изфрлуват први партизански одреди од Козјак и за изборното место Студена вода, а Карадачки одред од Менко Колиба, зборното место у истата Колиба. Утре дента Боро Соколов ми соопштува и ја треба да тргнам на зборното место. При тргнување мајка ми ме погледа и ми даде 3 китки црвени, ѓурѓени алови и ми рече: "Ве испраќам со црвени китки, сакам да ми се вратите со црвени знамења. Сепак барем еден ќе се врати од вас." И така ја тргнав за пат на Студена вода. Ја на закажаното место стигнав точно у 5 часот. Не мина ни пола сат, после тоа доаѓа Мирко Трајковски Дзука и све тука останахме додека да се стемни. Другари почнаа да доаѓаат веќе околу 9 сат. Тогаш кога другари пристигнаа, оружје се подели на другари прво што беа служиле војска, бидејќи за целиот одред немаше, во одредот бевме 25 мина. По поделба на оружјето, одредот се построи. По читањето одлука на другарот Панче Пешер, член на градскиот штаб за назначување командант на Љубе Здравковски Гачо, а за комесар Киров Етак, одредот се построи еден по еден и колона тргна према така наречено џаде кое води за патот за Свети Николе. Нашиот одред продолжи пат до село Четирце и тука веќе не затече разденувањето. Ова беа сеќавањата на Коста Јовчевски и Киро Менков, борци од кумановските партизански одреди за деновите од пред 40 години за почетокот на оруженото востание во Куманово. При нашата посета на Менкова Колиба, како што можете да видите на екранот, имаше многу снег. Ветерот и студенилото го замрзнуваа здивот. Најмладите кумановчани, титовите пионери, заедно со борците чекореа низ снегот, подсетувајќи се низ искажувањата на Чичко Коста и Киро за револуционерното минато на својот град, кој за нив и за генерации пионери и младинци бил и ќе биде лулка на слободно и среќно живење во Титова непокорна Југославија. Ние најмладите кумановчани со почит се сеќаваме на славното минато на нашиот град. Ги негуваме и продолжуваме револуционерните традиции. Го лакнеме братството и единството. Учиме вредно. Среќни сме зашто растеме во мир и во слобода. Куманово не пречека сиот побелен од снег. Дрвјата накитени како огромни бели снежни елки, минувачите забрзани, стегнал студот, зимски распусте. Многу деца од овој град заминале некаде на зимување. Едни отишле кај баба и дедо на село, други се веселат во скијање и санкање. А нашата љубопитна камера упорно ги бара најмалите жители на овој град под Козјак.
Може ли да ве прашам нешта? Да, знам, вие сте од емисијата Љубопитна камера. А јас знам дека вие се наоѓате на зимски распуст. Па може ли да кажете за вашите млади пријатели што сега ја гледате емисијата Љубопитна камера, како го поминувате зимскиот распуст и што правите во слободното време? Се санкам со другарчињата. А ти? Ја идам во кино, правам лектира, А ти? читам лектири. Браво, значи вредни ученички сте. А ти што правиш? Јас пишувам домашна задатка што ми е зададе учителката. А многу ли домашни задачи ви зададе учителката? Да, Многу. А останува ли време сепак за игра? да. Одлично. Зимскиот распуст е, како што веќе чувте од разговорот со овие симпатични малечки, и време на другарување со добрата книга. Па тогаш каде? Се знае, во градската библиотека Тане Ѓоргиевски. А тука, во детското оделение на библиотеката, врие како во кошница. Верувајте, ова не е поради присуството на љубопитната камера. Така и секој ден во деновите на зимскиот распуст, а и преку целата година. Нашите деца ги сакаат книгите, ни рекоа библиотекарките. Библиотеката Тане Ѓоргиевски за својата дејност минатата година доби 2 значајни награди. И тоа наградата, републичката награда Климент Охридски и наградата на градот 11 ноември. Исто така, пред неколку години доби и наградата Курирот Јовица. Јас почнав да читам книги уште во забавиште, а член на оваа библиотека сум од прво деление. Најмногу ме интересираат книгите од НОБ и други така. Најмилени писатели ми се од нашите Глигор Поповски, Јован Стрезовски, потоа Бранко Ќопиќ, а од странските Карл Мај и Жил Верн. За време на престојот на екипата од емисијата Љубопитна камера во Куманово, запознавме многу нови другари. Дознавме многу желби што искрат во срцата, што бликаат во очите. Сонја, како се станува новинар? А ти сакаш да станеш новинар кога ќе пораснеш? А зошто сакаш да станеш новинар? Да патувам. Сакаш да патуваш, видиш, тоа е точно. Новинарите патуваат многу, среќаваат многу нови луѓе, се запознаваат со различни предели, обичаи. Еве, јас вас ве запознав, например, во ова патување во Куманово и многу ми е драго што стекнав нови пријатели меѓу вас. А новинар се станува по треба да завршиш факултет, например, или журналистика, или југословенска или светска книжевност, или политички науки, така. Меѓутоа, најважно од се е да сакаш да ја работиш таа работа, мислам, да го сакаш новинарството, да ја сакаш таа професија. И така. Еве, Верче ни наметна една тема за разговор. Па да видиме, што ќе бидете кога ќе пораснете? Јас кога ќе пораснем сакам да станем лекар, А зошто лекар? да ги лекувам луѓето. А сака ли некој друг да стане лекар? Yes. Вие, в Куманово, значи, ќе има многу лекари во еднина.
Јас би сакала да станам библиотекарка. Јас сакам да станам писателка. А јас верувам дека сите твои другари овде присутни ќе бидат твои верни читатели, а? Ќе бидете? Јас би сакала да станам архитект, да градам убави објекти, згради. А јас би сакал да станам градежен инженер и да ги остварувам твоите планови. О, па вие ќе бидете тандем, одличен тандем, значи. Може уште сега да се договорите, а? А да ги прашам и другите момчиња тука малку што се. Орце и Горан. Мислам така, ви ги запамтив имињата? Одлично. Што сакаш ти да? Јас сакам да станам филмски режисер. Филмски режисер? Да. Одлично. Емисијата Љубопитна камера, бидејќи нема режисер, јас се надевам дека додека ти завршиш, ќе можеш да дојдеш да ни помогнеш во работата, а? Се согласуваш? Јас сакам да станам модна креаторка и убаво да ги облекувам жените. Само жените? Па и мажите, но повеќе жените. А исто така сакам да станам и моделар и да креирам убави чевли. И збор по збор, смев по смев, слик по слик, стигнавме во ЧИК, или Чевларско-индустријскиот комбинат во Куманово. љубопитна камера има многу љубопитни деца. Како се вика оваа машина? Оваа машина се вика шпиц апарат и прави чевли само во горниот и предниот дел на чевлот. Од какви кожи ги произведувате чевлите? Чевли произведуваме од природни вештачки кожи, а може и од платно. Колку чифта чевли дневно изработувате? Дневно произведуваме околу 900 чифта чевли. Колкава ви е платата? Платата е некаде околу 5000 нови динари.
Љубопитно дзирнавме и во моделарското одделение на фабриката. Тука нашите млади пријатели можне љубезно ги прими чичкото моделар. А децата љубопитни, како впрочем сите нивни врсници, имаат 1000 прашања. Како се станува моделар? Па тоа треба да има природна дарба малку за човек за дизајнерство, за цртање, така се после оди во школи разни, оди се исто во Загреб има дизајнерска школа. При креирањето на моделите на чевлите, дали ви е важен вкусот на купувачите? Многу е важен вкусот на купувачите прво, па потоа другите доаѓаат вака собствени идеи, така што. Дали при изработка на чевлите ја следите светската мода? Следиме сите сајмови светски што се одржаваат за чевли, ние ги посетуваме и таму како идеи ни служат за креирање на чевли. Во новата сезона пролет-лето 81, која боја за женски чевли ќе биде најзастапена? Сите светли бои, нарочито беж и стандардни бои вака се застапени. Имаме беж, бели, имаме и лила, уште се плава, така. А за машките обично се по-стандардни бои, имаме браун, црна, светло, драп и така. А може ли да се проба еден модел? Зошто не? Кога ќе пораснам, ќе си купам исти. Погледнете, зар не ми прилегаат убаво? По миг-2, љубопитноста ги опфати сите и правецот се знае. Кон полицата се најновите модели на чик, а чевлите, убави и како божем светнати од радост, дека се допадливи, весело подскокнуваат од полицата право во рацете на малите љубопитни
Ножиците цика-цака во вредната рака на Ресинка Тасева ја скроја емисијата без грешка, без мака. Насмевни се, заиграј, плесни со рачињата, вака. Ете, од камерата на Апостол Трпески, сега врапчето ќе летне. Кој со вас се игра збори и другарство плете? Сонја Гиздавич Исмаил и човек и дете.